Почитувани гледачи, добро вечер, ова е новото издание на емисијата ТВ Ординација. Оваа ТВ Ординација започуваме со денешната пресконференција на министерот Филипче, каде што зборува за вакцинацијата како еден од најклучните моменти за спречување на понатамошното ширење на пандемијата со COVID-19, но и за верификацијата на сертификатите за лицата кои што веќе ја примиле вакцината. Да ја погледнеме и пресконференцијата. Дозволете да дадам неколку информации уврска со епидемиолошката ситуација во земјата, во однос на бројот на новодиагностицирани случаи, состојбата во болниците, текот на вакцинацијата, посебно во овие изминати 1 до 2 недели. Епидемиолошката состојба во земјава бележи зголемување на новодиагностицираните случаи на COVID-19, почнувајќи во периодот од пред некаде 2 недели. Анализите покажуваат дека процентот на новодиагностицирани случаи и минатата во однос на претходна недела се зголемува и е зголемен некаде за 25%. Расте и R0 факторот на преносливост од близу единица 1,05 на 1,14, што е јасен индикатор дека сега ќе има промена на релативно стабилната епидемиолошка ситуација што имавме во претходниот прилично долг временски период и секогаш еден од главните индикатори оној кој прв се менува е практично R0 факторот на пренос. Во однос на инциденцата на ниво на целата држава, последните 2 недели во однос на оние претходни 14 дена, тоа на анализа која што ја прави Институтот за јавно здравје, е зголемена за 28,5%. Во вкупно 35 градови, а во други 7 е практично непроменета или има едно одредено намалување. Ваквиот раст може да се каже дека е на некој начин и очекуван, имајќи предвид и гледајќи што се случува во земјите во регионот, каде што има огромен број на новодиагностицирани случаи, силен удар и кон болниците во смисла на зголемена потреба за хоспитализација на пациентите таму. Во Бугарија, например, речиси 5000 нови случаи во текот на вчерашниот ден со 150 починати, во Грција 8600 нови случаи, преку 50 починати, Србија 5060 починати, во Хрватска слично околу 5000 случаи, над 60 починати пациенти. Во однос на хоспитализацијата, бројот на пациенти кои што се хоспитализирани за разлика минатата недела во однос на претходна, исто така бележи раст за некаде 15%. Сега се хоспитализирани 518 пациенти после прилично долг временски период во кој што хоспитализирани беа негде 460-470 пациенти на територијата на целата држава во сите ковид центри. Добро е што нема голем притисок во смисла на голем број на прегледи и нагол пораст на бројот на пациенти кои што доаѓаат за преглед и имаат индикација за хоспитализација. Како еден од референтните центри инфективната клиника во Скопје ја земаме и тука негде просекот на прегледи не е значено зголемен, некаде 60 до 80 пациенти се јавуваат во текот на 24 часа и бараат преглед, а се диагностицирани како ковид пациенти. Тоа што е битно е дека нашата анализа укажа на тоа дека процентот на хоспитализирани случаи во однос на вкупниот број на диагностицирани, ако се споредат претходните бранови, е намален
Иако тогаш бројот на хоспитализирани случаи беше 10% од вкупниот број на ново диагностицирани случаи, сега е негде околу 6,5 или 6,4% точно. Денеска, значи од некаде 8.000 активни случаи, 518 кои што се хоспитализирани. Причините за ова може да се бараат во неколку фактори. Прво, поголемиот број на помлади лица кои што се заболени и сепак лица кои што се заболени, а се вакцинирани, што значи дека имаат полесна форма на болеста и нема потреба за хоспитализација, што ја потврдува ефикасноста на вакцината. До крајот на оваа недела или најкасно на почетокот на следната недела ќе заврши и постапката за секвенционирање на вирусот, за да видиме со точно каков причинител, односно каква мутација, која варијација на вирусот е сега доминантна, и за тоа утро разговаравме со директорот на Институтот за јавно здравје. Во однос на вакцинацијата, до сега во државата се аплицирани над 1,6 милиони дози вакцини. Прва доза на вакцина примеле 810.000 граѓани, околу 8.000 се регистрирани и се пријавиле дека се вакцинирани во странство, а ревакцинирани над 780.000 граѓани. Трета доза на вакцина примеле околу 46.000 граѓани и околу 5.000 деца на возраст од 12 до 18 години се вакцинирани. Во однос на процентуалниот опфат, 57% од граѓаните над 40 години примеле барем една вакцина, 48% од популацијата над 18 години барем една вакцина, 46% се и ревакцинирани, а 13% од вакцинираните над 60 годишна возраст примиле трета доза на вакцина. Ако сакаме да го одредиме вкупниот опфат, онаа бројка која што проциркулира после завршениот попис, некаде 1.800.000 граѓани, околу 44% од вкупното население опфатот на вакцинација во нашата земја. За жал, во делот на вакцинација има стагнација. И тука апелирам дека граѓаните мора да се свесни дека ова е единствениот начин да се излезе од оваа криза, единствениот ефикасен метод за заштита од вирусот. Вакцини има сосем доволно, ке има и во периодот кој што следи и за редовна вакцинација и за трета доза на вакцина. Во однос на состојбата кај децата и скринингот во училиштата, имаше голем број на прашања во изминатиот период. Би сакал да споделам со вас неколку статистики. На територијата на цела држава имаме 1068 активни случаи со COVID кај малолетната популација до 18 години. Во Институтот за белодробни заболувања во Козле се лекуваат 23 деца и 2 деца се само на кислородна поддршка, но нема дете кое што е во критична состојба. Има едно 2-месечно бебе кое што е хоспитализирано таму. А во однос на бројот на прегледи нема некое значено отстапување, сосем лесно зголемување на бројката на деца кои што се јавуваат на преглед. Скринингот е завршен во најголемиот број од училиштата во државата, тестирани се над 5.000 ученици, се извинувам, 15 ученици биле позитивни на вирусот и сега е исклучително битно во периодот кој што следи сите овие протоколи кои што се препишани да важат во училиштата да се почитуваат како што треба за да се заштити целокупниот образовен процес, заради тоа што очигледно е дека таму кај што се почитуваат протоколите нема никакви проблеми. Во однос на вакцините за грип, вчера стигнаа 40.004 валентни вакцини за сезонски грип. Тоа е веќе 4-та година поред како обезбедуваме бесплатна вакцинација за хронично болните пациенти, граѓаните над 65 годишна возраст, бремените жени, децата, здравствените работници. Овие вакцини веќе се дистрибуираат и со цел да не се мешаат групите на граѓани кои што доаѓаат за вакцинација за сезонски грип и COVID,
Вакцинацијата ќе се спроведе во центрите за јавно здравје и дел во здравствените домови во Скопје, кај што нема вакцинација за COVID. Може секој граѓанин да се пријави на сајтот вакцинација МК и ќе добие SMS порака со ден, време и точно место каде може да дојде да се вакцинира. Против сезонски грип, освен оваа количина на вакцини, центрите за јавно здравје набавија 11.000 комерцијални вакцини, од кои 4.000 се во Скопје. Ке има и теренска вакцинација и тоа ќе биде во домовите за стари лица, понатаму центрите за дијализа за пациентите кои што се на дијализа. За здравствените работници ќе се организира еден пункт во Институтот за јавно здравје. А во Скопје, како што спомнав, кај што се очекува и најголем притисок за вакцинација, освен Центарот за јавно здравје, од поликлиниките за вакцинација за сезонски грип ќе бидат наменети тие во Ѓорче Петров, Битпазар и во Идадија. Имаше состанок Националниот комитет за имунизација во однос на некои прашања кои стигна. Сакам да напоменам дека ставот е дека нема никаков ризик ако двете вакцини, таа за сезонски грип и за COVID, се примат во исто време, а ако не се примат во исто време, нема разлика колка временски период ќе биде дистанцата помеѓу двете вакцинации. Разговаравме со представниците на компанијата Мерк за новиот антивирусен лек. Тоа се антивирусни лекови у кои што оваа компанија е најнапред отидена со студиите, практично се завршени, освен од оваа компанија и компанијата Pfizer развива ваков антивирусен лек. Станува збор за лекови кои што никако не ја менуваат вакцината, туку после диагностицирање на болеста со соодветна индикација може да се дадат овие антивирусни лекови, но се уште не се одобрени. При тоа, лекот на Мерк е лек за кој што се завршени клиничките студии и на 30 ноември треба да има состанок Американската агенција за лекови FDA, у кој што ќе го каже ставот во однос на дозволата за употреба. Ние на некој начин изразивме интерес за да има некаква форма на пререзервација на одредена количина за нашите пациенти во најкраток можен период, откако ќе се завршат сите административни процедури. Клиничките студии на овој ист тип на лек од компанијата Pfizer не се уште завршени, веројатно ќе завршат во период кој што следи од следните неколку недели. Паралелно со вакцинацијата против COVID-19 се очекува да започне и вакцинацијата против сезонскиот грип. Какви се очекувањата и што велат граѓаните од следниот прилог? Министерството за здравство и ова година набави 40.000 дози 4-типни вакцини против сезонски грип за стари лица, лица со хронични заболувања, здравствени работници, бремени жени, деца на возраст од 6 месеци до 5 години. Веќе трета година поред вакцината за овие групи граѓани е бесплатна. Поради зголемената побарувачка на вакцини против грип на глобално ниво, се прават напори количините на вакцини да пристигнат во што побрз рок. Пријавувањето за вакцинација против сезонски грип ќе започне од денеска преку страницата vakcinacija.mk. Прашавме дел од стромичани дали тие ќе се вакцинираат против сезонски грип. Денеска започна пријавувањето за вакцинација против сезонски грип. Дали вие би се вакцинирали? Ние се два пати вакцинираме од таквото, ка се вика. Корона? Корона, да. А за сезонски грип? Нема што сега пак и друго да ме боцкат. Дали вие би се вакцинирали против сезонски грип? Не. Зошто? Па сам вакциниран од тај короната, сега пак зашо да се... Ние по два пати Нема потреба. Мислам, не усеќам проблеми. Да. Би се вакцинирал. Се пријавите така? Да. Преку матичната јас имам и договор, кога ќе добијат, они извештај кога ќе добијат, самите они ќе обвезат. Така, дали вие би се вакцинирали? Исто. Јас сме вакцинирани и од трета доза сум и такова. Че сега примаме И так сега прима од грип. Јас се вакцинирам и пак се вакцинирам. Против сезонски грип? Да. И се вакцинирам против ковидот.
Со пополнување на формата се регистрирате за вакцинација директно во системот Мој термин. Согласно распоредот предвиден во планот за вакцинација по пат на СМС, ќе добиете информација за точниот датум и час кога треба да се вакцинирате на пунктот кој ќе го изберете при регистрацијата. Вакцинацијата против грип не штити од COVID-19, но истата е многу значајна во услови на пандемија со COVID-19 и влијанието на здравствениот систем. Во состојба на олабавување на рестриктивните мерки кога се враќаат социјалните контакти и патувањата, се зголемува ризикот од коциркулација на COVID-19 и грип. Со тоа може да очекуваме оптоварувањето од сезонскиот грип да биде надополнето со оптоварувањето од COVID-19. Ризичните групи за грип се истите кои се под најголем ризик од COVID-19, поради што се препорачува вакцинација против грип на истите. На тој начин ќе се избегне и дополнително оптоварување на здравствениот систем, бидејќи лицата заболени од грип би се хоспитализирале во ковид центрите. Остануваме понатаму на тема COVID-19. Во следниот прилог ги гледаме новите моменти за граѓаните со COVID-19. За сега, според здравствените власти, нема рапиден раст на бројот на ново заболени од вирусот COVID-19 и предлози и препораки од Комисијата за заштита од заразни болести. Епидемиолошката состојба се следи и врз основа на тоа ќе се носат препораки за понатамошно спречување на ширење на вирусот. Во претходното деноноќие се регистрирани уште 606 заразени лица, а активни се 7552 случаи со COVID-19. Веќе се почнати и преговорите со производителот на лекот Молнупиравир, кој може да го примаат сите пациенти кои се позитивни на COVID-19. Тој лек се дава во првите 5 дена од диагностицирање на вирусот, а досегашните клинички испитувања покажале дека хоспитализацијата со негово користење е намалена за 50%. Според податоците од анализите што ги прават епидемиолозите од Институтот за јавно здравје, во изминатава седмица не е забележено рапидно зголемување на позитивни од тестирање на COVID-19. Од регистрираните нови позитивни случаи од 32 града во државата забележено е зголемување за 3,7% во однос на претходната седмица. Најголем дел од новозаразените се од Скопје. Нема притисоки во болниците. На територија на цела држава во ковид центрите хоспитализирани се вкупно 423 пациенти со COVID-19. За сега и нема нови предлози и препораки од Комисијата за заразни болести за заштита од вирусот, информираат од Министерството за здравство. Во периодот од 6 август до завчера на територија на државата починале 1688 пациенти, а од нив 1376 пациенти, односно 82% не биле вакцинирани, а само 18%, односно 312 примиле вакцина. Според анализите, починатите имале повеќе комбинирани хронични заболувања, а пациентите биле вакцинирани со сите типови вакцини кои ги има на располагање во земјава. Каква е состојбата со позитивните и хоспитализираните во Струмица, гледаме од прилогот на колешката Сузана Мицева. Бројот на нови случаи на COVID-19 во Струмица почна да се зголемува. Активни се околу 120 случаи на територијата на Струмичкиот регион. Во меѓувреме расте интересот за вакцинација со трета доза. Граѓаните кои што доаѓаат во пунктот во Струмица да ја примат третата доза од вакцината, велат дека им е важно да се заштитат. А зашто? Па треба да се вакцинирам трета доза. Како? Зашто да ги избегнам? Па гледам колку народ умира и колку оболност. Што да ви кажам друго? Повикан сам трета доза да се вакцинирам. Поради да си го заситам здравето. Точно. За това съм и за други да ги защитим. Добиях порака за да ga приемам третата вакцина и съм тук за да ga приемам третата вакцина. Ради мене и ради фамилијата, ради другиот народ. И додека интересот за трета доза се зголемува, мал е бројот на граѓани кои што примаат прва доза. Лекарите велат дека допрва ќе биде стресен и динамичен период, кога со заладувањето ќе почнат да се појавуваат и случаи на настинка и грип. Интересот е доста голем и имаме една интересна ситуација каде што имаме доста повеќе трети дози аплицирано во текот на еден работен ден во споредба со првите дози. Секако има интерес, имаме многу и за втори дози, но мора да искористам ситуацијата да апелирам што повеќе од невакцинираните граѓани да се јават во пунктот за прва доза. Секако сите тие кои што сака да се заштитат себе си и да
се вакцинираат со трета доза на вакцина, да се јават овде во пунктот за да им биде аплициран. Во целиот југоисточен регион има зголемување на бројот на новозаразени со COVID-19. Во Гевгелија, кој е еден од градовите со најголем број вакцинирани во моментов, има 90 на активни случаи. Епидемиолозите велат дека на удар е младата популација ученици кои не се вакцинирани. Со овој прилог го завршуваме ова издание на емисијата ТВ Ординација. Останете и понатаму со Канал Вис, се гледаме во наредното издание.